Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Лука беше вчудовиден. Неговата најдобра резба лежеше скршена на земјата. Сега никогаш не можеше да освои награда. Лука, отпадникот, сакаше да им докаже на другите дека е добар во нешто. Но сега уметничкото дело му беше уништено. Лука се посомнева во Анет, но не можеше да докаже. Сега почесто се искачуваше на планината до неговиот швајцарски дом. Честопати седеше сам на трупец и резбаше нешто. Ти си добар резбар, момче моје. Зачуден, Лука погледна наоколу. Тоа сигурно е стариот човек кој живее сам во неговата колиба. Во градот сите тајно зборуваа за него, но пријателските очи на човекот предизвикаа Лука да му верува. Дојди со мене и ќе ти ги покажам моите резби. Одлично! Ти ги направи сите овие фигури? Еден ден и ти ќе резбаш толку добро. Може би за пријател. Јас немам пријатели. Тогаш си многу интересен лик. Ќе сакаш ли да ми кажеш за твојот проблем? Дени е осакатен. Сите мислат дека јас го турнав во бездната. Сите ме мразат, а Нет ме мрази најмногу. И јас ја мразам неа. Сите правиме лоши нешта во животот, дури и јас. Имав огромен долг поради алкохол и коцкање. Ме фатија додека се обидував да ограбам банка. Бев на работ на силите. И многу осамен? Се уште сум осамен. Но кога излегов од затвор, почнав нов живот со Исус. Имаш ли роднини? Мојата сопруга веќе не е жива, а моите два сина мислат дека и јас сум мртов. Едниот е деловен човек, а другиот е познат хирург. Тој им помогне на многу луѓе да можат повторно да одат. Сега престојува во хотелот во градот. Во главата на Лука мислите му беа збркани. Можеш ли да замислиш каков план правеше тој во неговиот ум? Стариот човек со љубов ја стави раката на рамото на момчето. Лука, ти ми се довери за твојот проблем. Нема ли да разговараш со Господ Исус за твојата омраза и да го замолиш да среди се како што треба? Лука не се срамеше кога по лицето му потекоа солзи. Го замоли Господ Исус да му прости. Срцето му беше исчистено од секаков грев. Многу е лесно, не само за Лука, туку и за тебе. А Анет, ќе слушнеш повеќе за неа во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!